Добар ден, почитувани. Ова е најновата епизода на магазинот за родителство 0+ месеци. Тантрумите не се секогаш исти, постојат различни типови, а понекогаш токму тие се обид на детето да комуницира кога говорот доцни. Дали децата со чести тантруми на вистина почесто имаат потешкоти во говорниот развој и како правилно да се работи со нив без да се зголеми фрустрацијата? Што конкретно може да направат родителите за да го поттикнат говорот? Дали притисокот детето да изговори збор може дополнително да предизвика тантрум? И кога е вистинскиот момент да се побара стручна помош од логопед? За сето ова денеска разговараме со доцент доктор Силвана Филипова, логопед. Останете на Телма. За тантрумите и доцнењето на говорниот развој кај децата денеска зборуваме со доцент доктор Силвана Филипова, логопед од Центарот за рехабилитација на патологија на вербална комуникација, односно поранешен Завод за рехабилитација на слух, говор и глас. Добре ни дојдовте во Телма амбуланта, поточно во магазинот за родителство 0+ месеци. Добре ве најдов, благодарам за поканата. Се надевам дека денеска на пластичен начин ќе ми објасниме оваа тема на гледачите. Многу често децата своето незадоволство и излив на бес го манифестираат фрлајки се на под, врескајки, удирајки и така натаму. И сега што стои точно за овие реакции кои што се опишани како тантруми? Дали сте тие нормален развој или пак представуваат знак за некаков проблем? Значи, тантрумите најчесто се физичка и емоционална реакција на детето на фрустрација. Тие спаѓаат во групата на афективни нарушувања, се манифестираат со изненадни напади на бес, лутина, гнев, агресија и представуваат нагла промена на однесувањето на детето. Бесот се манифестира, како што кажавте, со плачење, врескање, фрлање на земја, ударање, агресија, автоагресија и се многу фрустрирачки за целокупното семејство, односно за нивното секојдневно функционирање, а посебно се фрустрирачки ако се јават некаде надвор во на јавно место, во социјалната средина, во услови, што се случува? Да, кога детето нешто бара, а не може да го добие. Не би требало често да представуваат проблем, бидејќи најчесто се развоен феномен и се јавуваат во периодот од втората до четвртата година, иако клинички ние имаме случаи кога тантрумот се јавил кај дете на 18 месеци. Во нивната позадина стои незрела емоционална и когнитивна саморегулација. Значи се јавуваат во еден период кога детето има интензивен развој на емоциите, говорот, јазикот, когнитивниот развој, моториката, социјализацијата. Емоциите во тој период се јаки, а техниките за саморегулација или за контрола се слаби. Од друга страна, говорот не е доволно развиен, децата не можат да се изразат со говорот, да кажат што чувствуваат, да ги кажат своите потреби и барања и најчесто влегуваат во тантрум. Значи, тантрумот представува примитивен, но очекуван начин да се канализира таа внатрешна тензија. Од друга страна, периодот од втората до четвртата година е период на автономија на детето, кога детето станува понезависно, самостојно, почва да ги тестира границите на возрастните, ги анализира како реагираат, почува да сваќа дека неговото однесување има влијание на однесувањето на возрастните. Развојните тантруми, значи, секогаш имат јасен почеток. Најчесто тоа е замор, глад, одземање на играчка, прекинување на некоја активност која на детето му представува задоволство и кратко време траат. Родителот со својата поддршка може брзо да го смири детето и исчезнуваат после третата, односно до четвртата година. Тие укажуваат дека имаме развојна незрелост, додека проблематичните тантруми се поинтензивни, подолготрајни, тие може да траат и по 20 до 30 минути, појак е бесот, може да биде присутна и агресија, автоагресија и позади проблематичните тантруми секогаш имаме некое нарушување, најчесто тоа е нарушување во емоционалната регулација, нарушување во обработката на сензорните стимулации, касније во говорно-јазичниот развој или некое друго невроразвојно нарушување. Додека развојните тантруми укажуваат на развојна позадина,
кај проблематичните тантруми во позадината е некаква потешкотија и затоа мораме малку подетално да ги анализираме и да ги обработиме и да интервенираме ако има потреба. Може ли тантрумите да бидат и манипулативни? Односно детето да научи дека со таков тип на однесување ќе го добие она што го сака? Тантрумите, значи, може да бидат различни според својата функција и механизмот кој што ги одржува, значи може да бидат различни и ние за да можеме полесно да ги препознаеме, ги опишуваме и имаме такви манипулативни, ние ги нарекуваме инструментални или едукативни тантруми. Потоа имаме сензорни тантруми, емоционални тантруми, значи манипулативен тантрум или инструментален тантрум, едукативен тантрум е кога детето сака нешто и тоа го добива на начин што манифестира тантрум. Кај едукативниот тантрум или манипулативниот тантрум, целта е јасна, значи имаме тригер. Сакам нешто или не сакам нешто и постапувам на овој начин. Зато обично во продавница децата лежат на земја пред играчка некоја. Точно. И ако го добијат тоа во фаза на тантрум, тие брзо ја учат таа стратегија преку тие механизми на операционално условување и тие стратегии ги користат понатаму и во други ситуации и почнува да станува тантрумот научен и да ги користат во манипулација. Додека сензорните тантруми, во позадината на сензорните тантруми имаме неурорегулацијски колапс, значи детето не може да ги обработи сензорните стимулации кои доаѓаат од надворешната средина, се преплавува со сензорните стимулации и во еден период кога неговата граница е надмината, тоа почнува да манифестира тантрум и оваквите тантруми немаат јасна цел, значи немаат цел нешто да постигнат и се многу јаки, детето легнува на земја, вришти, се додека не се саморегулира. Во позадината на овие тантруми е некоја дисфункција, сензорна дисфункција, значи има нарушување во обработката на тие сензорните информации. И третиот вид на тантрум, тоа се емоционалните тантруми, кои што се јавуваат кога детето е преплавено со некои емоции, најчесто тага, разочарување, страв, посебно се јавуваат при транзиции, кога детето треба да премине од една активност во друга активност, или кога родителот го носи кај логопедот или во градинката на влезот може да се манифестираат, кога детето губи на игра, кога чувствува неправда или кога се фрустрира. И кај овие тантруми исто така целта не е јасна, јаки се и траат се додека детето не се саморегулира. Но во клиничката пракса ретко се среќаваме чисти тантруми. Најчесто почнува со еден тантрум, па потоа преминува во друг тантрум, се надоврзува и затоа треба многу добро да ги препознаваме и да ги анализираме тие однесувања на детето. Значи може да почне како емоционален тантрум, а покасно да почне да ги вметнува во тантрумот и научените механизми за подигање на границата, односно за подигање на родителот, или да почне како сензорен тантрум, па да премине во емоционален тантрум, да почне како инструментален тантрум, сакам нешто, а потоа да се преплави детето со емоционални, со многу емоции кои што не може да ги обработи. И кај овие тантруми се испреплетуваат неурорегулаторните, емоционалните и бихевиоралните техники на учење. И затоа е многу битно да добро да знаеме што се случило пред појавата на тантрумот, како реагирало детето за време на тантрумот, кои биле луѓе присутни, како тие се однесувале за време на тантрумот и како детето реагира после тантрумот. А која е разликата помеѓу тантрум и опозиционо однесување кај детето? Опозиционото однесување е свесно однесување, значи детето, тоа е научено образец на однесување, детето пркоси на родителот, свесно го прави, а кај тантрумот детето не е свесно, во позадината и на опозиционото однесување и на тантрумот имаме дисрегулација, но детето кај опозиционото однесување тоа го прави свесно, сака да доминира, оди контра родителот, контра возрастниот, посебно контра авторитетите, провоцира, кај има развиен говор, се служи со говорот, а кај тантрумите доминира бесот и детето не е свесно и не може да се саморегулира. Споменавте дека тантрумите може да бидат дел од развојниот живот на детето. Но не секој дете има тантруми. Дали карактерните особини исто така влијаат врз тоа дали ќе се појави тантрум или не? Да. Овака сега, тантрумите се
многу чести, но не е правило дека секое дете може да го манифестира тантрумот. Значи, секое дете е посебна единка, секое дете си е единка за себе, различно реагира на надворешните стимулации, па така имаме деца кои што брзо влегуваат во тантрум, имаме деца кои што јако ги манифестираат тантрумите, но имаме и деца кои што манифестираат благи форми на тантруми, кои што едва се приметуваат, и деца кои што не манифестираат тантрум. Дали детето ќе манифестира тантрум, многу зависи од темпераментот на детето, зависи од говорно-јазичниот развој, зависи во многу и од како околината се однесува према детето, како реагира, посебно семејството, градинката, и дали е изложено на екраните. Значи, тука може да се спомене дека темпераментот е многу битен за тоа дали кај детето ќе се појави тантрум или не, бидејќи тој ни укажува како детето природно реагира, колку често се вознемирува, дали е чувствително, како се смирува, и според темпераментот имаме деца кои што се темпераментни, интензивни, тие се брзи, често плачат и често манифестираат тантруми. Потоа имаме деца кои што имаат низок праг на фрустрација. Значи, не може да трпат правила, наредби, се плачат кога губат во играта, често се фрустрират и тие брзо влегуваат во тантрум. Имаме преосетливи деца, тоа се деца кои што тешко ги обработуваат сензорните стимулации, исто така и тие како резултат на престимулирање може да развијат тантрум, но имаме деца кои што се помирни, пофлексибилни, кои што побрзо се смируваат. Кај овие деца може да не се манифестира тантруми, односно да се манифестира блага форма на тантрум. Значи, темпераментот на некој начин предодредува кое дете ќе развие тантрум и ни кажува колку често, колку јако и со каков интензитет може да бидат тантрумите, но тоа не е единствениот фактор, значи има и други фактори, може да биде и говорот, а најчесто е и средината како реагира кога детето има некоја желба и кога почнува да го манифестира тантрумот. Колку често кај децата што имаат тантруми се забележува доцнење во развојниот говор? Врската помеѓу развојот на говорот. Ве разбрав. Значи, врската помеѓу говорно-јазичниот развој и тантрумите е двонасочна. Често пати тантрумите се присутни кај деца кои што доцнат во говорно-јазичниот развој, но не е правило, тука да не бидам погрешно сватена, не секое дете кое што има доцнење во говорно-јазичниот развој може да манифестира или манифестира тантруми. Најчесто манифестира тантруми децата кај кои што е развиен рецептивниот говор, рецептивниот јазик. Значи, тоа дете значи тоа? Го разбира јазикот, го разбира говорот, знае што сака, знае што другите барат од него, знае што чувствува, но изразниот јазик, експресивниот јазик не доцни. Не може да се изрази, значи нема зборови и заради тоа се фрустрира и како резултат на тоа манифестира тантрум. Другата категорија на деца се децата кај кои што пак доцни разбирањето. Значи, тие не го разбираат говорот, не знаат што се бара од нив, не знаат што се очекува од нив, не знаат што другите очекуваат од нив, не знаат правила и често влегуваат во конфузија и како резултат на тоа манифестираат тантруми. Значи, говорот, покрај тоа што има комуникацијска функција, има и когнитивна функција, односно влијае преку тој внатрешен говор, преку тој рецептивниот говор, влијае регулацијски на детето. Значи да си каже смири се, чекај, почекај, ќе го добиеш подоцна. Истражувањата покажуваат дека најчесто децата со каснење во говорно-јазичниот развој манифестираат емоционални тантруми. Но од друга страна и самиот тантрум па може да биде да направи застој во развојот на говорот. Не го оштетува директно говорот, но прави застој. Зошто? Затоа што детето при манифестирање кога има нешто потреба, некоја желба, и манифестира тантрум. И ја реализира својата желба, го добива тоа што го сака. Форма на комуникација тантрумот? Да, како форма на комуникација и како намалување на таа комуникацијската потреба. Значи го добива тоа што го сака, и тука се намалува комуникацијската потреба. Значи, детето го скратува комуникацијскиот пат. Сакам нешто,
плачам, добивам. Го нема средниот чекор. Значи тоа е оној чекорот кога детето прави семантичка обработка и ја вербализира желбата која што сака да ја реализира. Не употребува зборови, всушност да го побара тоа што го сака. Сака со зборови. При тоа се намалува комуникацијската потреба. А говорот се развива од самата потреба нешто да кажам, нешто да соопштам, нешто да побарам, нешто да добијам. И тука се губи таа потребата. Детето нема потреба да комуницира. Се губи мотивацијата. И таквата комуникација не е функционална. Значи, самиот говорно-јазичен развој може да предизвика тантрум, но и тантрумот може да го закочи развојот на говорот. Како родителите да препознаат дали се работи за некој нормален развоен процес кога станува збор за тантрумите или пак е некаков проблем кој што ќе доведе до проблеми со комуникацијата? Па родителите, мојот совет секогаш е кога постои сомнеш да побараат стручно мислење, да се видат, да слушнат со стручно лице и така да го решат проблемот, но ако има сомнеш, значи како можат најлесно да препознаат? Значи ако детето манифестира тантруми, а има развиен рецептивен јазик, вербализира одреден број на зборови, многу е битна социјалната комуникација и интеракција. Значи, како детето воспоставува интеракција со околината. Дали има здружено внимание, дали има контакт со очите, дали реагира на името, дали има здружено внимание, каква е играта, дали има потреба да комуницира, тогаш тантрумот може да биде развоен. Но ако детето не го разбира говорот или не зборува, има 2 години, се уште не е проговорило, социјалната интеракција и комуникација е незрела, се изолира, нема контакт со очи, не покажува, најчесто бара со вриштење, со врескање, со манифестирање на тантрум, тогаш тоа е алармантен знак дека позади тантрумот може да има и некое нарушување и дека тој тантрум може да биде проблематичен тантрум. Алармантен знак е, значи, кога детето не се обидува да комуницира. И на родителите би им препорачала секогаш кога ќе им дојде на памет ова прашање, овој сомнеш, да си го постават прашањето дали детето се обидува со тантрумот да комуницира, значи тантрумот е замена за збор, или само реагира. Ако детето се обидува да комуницира, иако таа комуникација не е функционална, значи може да се работи за развоен тантрум. Но ако само реагира, тогаш во позадината имаме некакво нарушување и потребно е да се јават на стручна обработка, на стручна обсервација, за да видиме како тоа може да се најлесно реши. Како да се работи на развој на говор кај дете кое што често се фрустрира и развива тантруми? Па детето кое што често се фрустрира и за време на тантрумот ние не го стимулираме говор. Значи тогаш не треба да се работи со детето, значи во фаза на манифестирање на тантрумот. Не работиме на говорот, не го едуцираме. Не се компромитираме со детето, не го испрашуваме, значи чекаме да се саморегулира. Ако детето манифестира често тантруми, тие тантруми се долготрајни, значи прво правиме проценка како вид на тантрум е. Ако доминира сензорниот тантрум, значи прво детето започува со терапија на сензорна интеграција, малку да се намали прагот на реакцијата на сензорните стимулации. Кај децата со тантрум, значи прво почнуваме со модификација на однесување, правење на структура, помагање да се саморегулираат. Во почетокот говорните вежби се поедноставни, без притисок. Работиме повеќе на комуникацијата, на невербална комуникација, на контакт со очи, воспоставување на таа интеракција, а покасно воведуваме функционални зборови со кои ги опишуваме, значи работиме на учење на детето да знае како да побара, како да каже нешто кога има потреба, ги именуваме емоциите, даваме визуелна поддршка и најмногу работиме со родителите. Значи тука клучот е родителот. За тоа што ние може да направиме детето да биде саморегулирано, да се саморегулира во амбулански услови, можеме да му го модифицираме однесувањето кога е кај нас
на третман, но надвор и дома тој да го покажува истиот образец на однесување. Ќе ги поканим и гледачите, почитувани од тој момент емисијата е контактна, слободно може да се јавите и да поставите прашања. Па како родителите да реагираат во домот, кога детето манифестира излив на бес, фрлајки се на земја, удирајки се, кога има тантрум? Родителот треба да биде смирен. Прво треба да биде... Што е речиси невозможно. Невозможно, али мора да се смири и во тој момент не треба баш многу нешто да реагира. Ако е сензорен тантрумот, значи детето нема цел. Значи тука не е манипулација во прашање, тоа е преплавено со сензорните стимулации, легнува на земја, почува да вришти, тој е екстензивен тантрум, мислам е јак тантрум и родителот во тој момент треба да ги намали, ако е во можност, стимулациите кои што доваѓаат од средината, да го успостави физички контакт ако дозволи детето, да не му зборува, да не го дига, да не го лула, значи се тоа додатни стимулации кои што уште повеќе го престимулираат и тоа уште побурно реагира. Да не го игнорира детето, да биде тука, присутен, да внимава детето да не се повреди и да чека детето да се саморегулира. Да се игнорира, значи, тантрумот? Не се игнорира тантрумот, него на детето му треба поддршка. Значи детето ако дозволи физички тантрум, значи родителот физички контакт го допира, го зема и го стиска малку појако во преградка, значи му дава проприоцепција. Ако не сака додатни стимулации, значи не му даваме додатни стимулации, само внимаваме да не се повреди. Значи тука немаме не смееме да му велиме смири се, тука е мама или затоа што и говорот е аудитивна стимулација. Ако е емоционален тантрумот, значи детето е преплавено од некоја емоција, тогаш родителот исто така и овој тантрум е многу интензивен. Родителот треба да воспостави физички контакт, овие деца дозволуваат физички контакт. Во моментот на тантрумот не треба да го прашува зошто се лути, треба само да ја именува емоцијата и тоа да ја именува со еден неутрален, смирен тон. Значи се лутиш, добро е, ќе се смириш. И емоцијата да ја повторува повеќе пати. Ако се работи за манипулативен тантрум, значи знаеме детето сака нешто, па пробува да го добие преку изливи на бес и тантрум, тогаш родителот треба да го игнорира однесувањето на детето, а не самото дете. Да биде смирен, да не објаснува многу, бидејќи родителите најчесто прават грешка за време на тантрум, почнуваат да се објаснуваат. Значи во продавница детето легнува на земја, сака играчки, родителот не можеме сега да ја купиме играчката, друг ден да земеме плата, тоа не е прикладно однесување за време на тантрум. Затоа што за време на тантрум детето не ги слуша родителите. Тоа само чека момент кога вие ќе кажете добро ќе ја купиме играчката. Значи да не му објаснува, да не се конфронтира, да не го казнува, да не се пазари, да не го условува, да му кажува ајде сега стани па ќе одиме на лулашките или на нешто слично, значи потребно е да не ги подига границите, значи најчесто родителите не можат да издржат и кога тантрумот ескалира, попуштаат. Кај манипулативниот тантрум, значи тој може да почне со поблак интензитет, за разлика од другите тантруми кои што почнуваат наеднаш со јак интензитет, че со поблак интензитет. И денес родителот ја подига границата, ми ја дава играчката или посакуваниот предмет. Следниот пат решава да биде подоследен и јас повеќе појако го манифестирам од бес. И ги тестирам неговото трпение, неговата граница и во еден момент повторно родителот ќе попушти. И се почесто и почесто ги подига границите и доаѓа до една јака ескалација на тантрумот кога родителот веќе не може да го контролира. И затоа родителите со време треба да ги постават границите, бидејќи покасно ќе биде многу потешко да се вратат тие граници како што треба и детето да го елиминира комуницирањето со помош на тантруми. Бидејќи колку е поголемо детето, колку појак тантрумот, родителот нема да може да го контролира. Кога станува збор за овој едукативен тантрум,
родителите треба да бидат дома конзистентни. Значи, најчесто родителите се жалат. Јас ги држам границите, значи не ги поместувам, таткото ги поместува или обратно, или некој друг член во семејството, значи треба да бидат конзистентни. Треба да се усогласени. Треба да се договорат меѓу себе што ќе му дозволиме, што нема да му дозволиме. Тоа што сме се договорили дека не го дозволуваме, сите нема да го дозволуваме, а тоа што сме се договорили дека ќе го дозволиме, треба да го дадеме пред да манифестира тантрум. Пред да манифестира тантрум, значи да ја спречиме појавата на тантрум. Ако веќе детето манифестира тантрум, тогаш не треба да ја остваруваме неговата желба. Затоа што следниот пат ќе очекуваме појака манифестација на тантрумот. Имаме гледач, ќе го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до вас и до докторката. Благодарам. Имам проблем стварно. Значи, за внуче моје се работи загрижен дедо на телефон. Така. 6 годишно е внучето. Значи, све тоа што докторка спомнува, досмење во говорот. Значи, он сега направи 6 години. Бевме кај вас, ја мислам дека е докторка раководителка на центарот таму, така? Не сум веќе. Не повеќе. Не сум повеќе. Па добро. Ќе биде извеа. Не, нема да биде, значи повелете, значи кое ви е прашањето? Значи, прашањето ми е, добивме третман таму, јас одев 10 дена, го носев детето, така, и немаш успех никаков. Тоа толку проблем настана кај мене, тоа одење до таму, не може да се најде паркинг. Нели, од цела Македонија доаѓа таму. И побарав да ми се овозможи да одам у Ѓорче, затоа што таму, у Карпот 4. Еве, верувајте, од 15 септември, значи, до ден денеска, се јави некој господин на телефон, ќе бидете известени. И се уште не сте известен, предпоставувам, така? Како? Се уште не сте известен и не сте добиле термино наму каде што очекувавте да одите, така? Така. Така, и барате решение што е разбирливо. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Овака сега условите во кои што работиме се тие. Значи ние не можеме да влијаеме на условите на паркинг, просторот, установата е таму каде што е, нема паркинг во цела клиника, малку е тешко, тоа е страшен проблем. Не е проблем само за пациентот, него проблем е и за нас и за сите. Кога сме одлучиле да го носите детето во центарот, значи состојбата на детето била за да тоа се третира во центарот. Затоа што ние имаме дисперзирани амбуланти. Но тие дисперзирани амбуланти не се така опремени за да можат некои состојби да ги третираат. И затоа кога ќе кажеме на родителите дека препораката е да бидат третирани во центарот, например во оделението за интензивен рехабилитацијски третман, каде што имаме повеќе видови на терапија, ако на детето му треба, например, терапија на сензорна интеграција, во сите амбуланти ние немаме сензорни соби. Значи, потребно е да доаѓате во центарот. Значи, можеби на детето ќе му треба и виброакустичка терапија. Значи, тие терапии ги немаме во центарот. Што се однесува до чекањето, значи бројот на деца со говорно-јазични нарушувања е многу голем. Значи, скоро да нема дете без некаков говорно-јазичен проблем. Значи, секое второ дете, па да не речам и секое дете, има некаков проблем. Капацитетот ни е мал, тие сме, и се трудиме да нема долги листи на чекање, но понекогаш се случува да има листа на чекање. Посебно во амбулантите листите на чекање се многу подолги и некогаш и тоа е можеби причина што сме го пренасочиле пациентот да дојде во центар. Колку време обично е потребно за да се покажат првите резултати од терапијата? Првите резултати од третманот на тантрумот, нели, ако го третираме, значи не можат веднаш да се покажат. Значи не можеме веднаш да ги покажеме, нема да се манифестират веднаш, треба трпение и време и зависат од многу фактори. Значи прво зависи од темпераментот на детето.
зависи од тоа како детето го развива говорот, дали почува да комуницира, дали е изложено пред екраните. Значи, дали родителите ги тргнале екраните. Потоа многу зависи од тоа дали родителот ги почитува советите кои што ние ги даваме. Значи, најчесто родителите не ги почитуваат, односно не може да ги спроведат советите кои што ние ги кажуваме. Првите резултати, ако е се оптимално, значи може да се минималните резултати може да се очекуваат после 4-та недела. Ова од пракса со поголем број на деца, каде што сум имала соработка со родителите. Повидливи резултати се забележуваат после 3-тиот месец, а најчесто резултатите се после 6-тиот месец. Ако после 3-тиот месец немаме резултати, значи треба да направиме повторна евалуација и да го смениме пристапот. Имаме гледач. Ќе му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Поздрав до вас и до докторката. Накратко, само да не ви одземам време. Јас имам внуче 4,5 години, машко. Од малечко така, ако игра и најнаш ќе почне да се тресе јашаките, ќе ги стисне и се тресе целото. Тоа кратко трае и јас обично баба сум доаѓам, го гушкам и некако ќе се смири. Меѓутоа, или нешто ако му се земе или ако сака нешто исто, тоа му се случува, меѓутоа никако да прекинат. Веќе мислам долго е времето, дали ќе треба да дојдеме кај вас. Така, имајте предвид дека денешната наша гостинка е доктор на науки, така? Да. По логопедија. Да. Овој проблем што го пише гледачката, дали е наменет за невролог, за педијатар, или за стручна служба, како што е логопед, дефектолог? Гледачката не кажа каков е говорот. Ајде да слушнеме, Еве, каков е говорот? Детето, ме слушате ли? Да, каков е говорот? Говорот збори малку неразбирливо, меѓутоа ние сите дома го разбираме. Аха. Значи, вие го разбирате, но говорот е во принцип неразбирлив. Уште некој прашање да имате? Како е интеракцијата, како комуницира со нив? Може да не се разбере. А каква е интеракцијата на детето со вас? На каков начин комуницирате? Мислам, многу е близок со нас, се гушкаме се. Во однос на говорот, како изгледа сето тоа? Да, добро е, добро. Контакт со очите има? Да. Уште нешто? Еве ќе добиете прашање од денешната гостинка, повелете. Сега ќе го И одговорим. ако е занесен уште ова да го кажам во играта и да му викнеш неколку пати треба, за да ти обрати внимание. Дали го изложуваат на телефоните? Дали изложено на екрани, дали детето има мобилен телефон често пати во рака? Не. 4,5 години е ретко, многу ретко, малку поќе не стално, пошто во градинка е, да кажам, 30 минути сигурно нешто цртани пред да си легнат. Пошто има сестричка 1 година постара. Така, значи се ограничено е времето пред екран. Внимаваме на тоа, меѓутоа веќе 4,5 години на колку време треба да дојдеме за да... А имаме закажано на 27 април на детска клиника, родителите закажаа. Така. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија, повелете. Значи овака, детето има 4 години, има неразбирлив говор. Значи детето на 4 години треба да има разбирлив и граматички правилен говор. Значи треба да има солиден фонд на зборови, а кај ова дете го немаме. Значи сепак имаме некое доцнење во говорно-јазичниот развој. Изложено е по 30 минути на екраните. Не успев да ја прашам од кога е изложено така, дали во последната година или во континуитет. Што има постара сестричка можно тоа да трае изложено, подолго значи време? самите екрани влијат на фрустрацијата на детето. Интеракцијата не можеше да ми ја објасни. Значи кај детето имаме
кога ќе му се одземе играчката, емоционален тантрум, може да имаме и манипулативен тантрум, но потребно е да дојде кај нас заради неразбирливиот говор, Добра. да направиме една евалуација, да направиме една проценка до каде е развојот на говорот, како вид на тантруме, може да биде и сензорен, пошто наеднаш без никаков повод почнува да манифестира тантрум. Значи може да се престимулира и ние тоа не го знаеме, бабата не може да го објасни. Значи детето се престимулира и манифестира тантрум. Значи сензорните тантруми настануваат кога детето е престимулирано и тоа тие се изненадни. Наеднаш детето почнува да манифестира тантрум, да виришти, да писка и да не можеме да го смириме додека само не се регулира. А затоа е најдобро да дојдат време е за тоа што 4 години треба веќе да се елиминираат тантрумите. Че порано очекуван период за елиминирање да се намалуваат тантрумите беше 3-та година. Сега ние границите постојано ги прошируваме. Значи веќе во 4-та година тантрумите треба да бидат ретки. Штом трае тантрумот подолго време, значи во позадината имаме нешто, некоја потешкотија. Треба да се види и да се започне со третман. А што е со притисокот на родителите кон детето што често се фрустрира кога му велат повтори го овој збор? Кажи го, изговори го правилно. И тука сега следува тантрум. Тантрум, децата... Или силна фрустрација, незадоволство. Значи, децата кога не можат да се изразат и ние возрастните кога не можеме да се изразиме, сме фрустрирани. Но имаме механизми на саморегулација и се смируваме. Кај децата овие механизми на саморегулација се слаби и не се уште се во развој и затоа кога не може детето да се изрази, тоа се чувствува несватено, неразбрано, значи јас знам што чувствувам, знам што сакам, ама не можам да кажам, а од друга страна родителот му вели, му прави притисок, кажи, повтори, и детето уште повеќе, а не може тоа да го направи, се фрустрира и мора некаде таа енергија, таа тензија да се канализира. И се канализира преку манифестирање на тантрум. Значи, децата не се учат на говор со кажи, повтори со притисок. Значи, говорот се учи преку задоволство, да биде детето задоволно. Прво, почнуваме со функционални зборови, значи каде што немаме притисок. Какви се тие зборови? Функционалните зборови ги учиме дај, покажи, сакам уште, и во почетокот родителот, односно логопедот, повеќе зборува, а детето е пасивен слушател. Значи, детето, имаме деца кои што може веднаш ќе повторат после нас. Но имаме деца кои што се несигурни, додека не станат сигурни, нема да ви повторат. Додека не ги направат тие моторни шеми, нема да го повторат зборот. Значи, тука ние треба да му даваме правилен говорен модел. И ние почесто ќе ги повторуваме зборовите, тоа да слуша, без да вршиме притисок. Најдобри техники за работа со децата се техниките без притисок. Тука играта е една од најдобрите техники за учење на детето да го совлада говорот. Значи, во играта детето не се чувствува притиснато, е опуштено, се структурира, играта му дава структура, се модифицира, го стимулира говорот, ја стимулира имагинацијата, го подобрува моторичкиот развој на детето, го учи на двонасочна комуникација. Значи, играта е најдобра техника за целокупниот развој на детето, почнувајќи од емоционален, говорно-јазичен, когнитивен, социјален развој, значи прави тука интеракција, од кога децата престанеа да играат, почнат да се јавуваат почесто развојните нарушувања. А може ли детето да молчи пред логопедот со недели? Бидејќи споменавте не се случува дека може. Да, може. Може да молчи подолго време. Ние работиме и правиме ситуација да тоа спонтано нешто каже. Не да со притисок кажи, повтори. Значи имаме деца кои што повторуваат, имате ехолали, ама тоа не е функција, не е функционален збор. Функционален е кога го употребува, кога детето ќе го стави во функција и ќе го користи во согласно со неговото значење. А детето ако повторува, тоа веќе имаме ехолалија. Повтори по мене, тоа е непосредна ехолалија.
или покасно само ќе си ги повторува зборовите, тоа е одложена ехолалија. Тоа па ни укажува дека детето ќе почне да го совладува јазикот по друг пат. Значи, во минатото се мислело дека сите деца учат на ист начин. Значи, од зборови, разговор, па комуникација, разговор, интеракција. Сега се покажува дека имаме деца кои што го учат јазикот на друг начин, преку ехолалија, и имаме аналитичко говорно јазично процесирање, имаме гешталт јазично процесирање. Ова аналитичкиот начин е присутен кај поголем број од деца, тие учат зборови, па одат до реченици, од доле нагоре, а децата со гешталт јазичното процесирање, тоа се деца кои што почесто се изложени на екраните, почнуваат каде што екраните не ни даваат двонасочна комуникација. Тоа само слуша и се појавува таа одложена ехолалија и тој пат е малку подолг. Подолг. И повеќе време ќе му треба на детето да дојде до функционален говор. Што им советувате на родителите кои што имаат дете што доци со говорот и притоа манифестира тантруми? Тантруми. На почеток ви ги споменавте, екраните да бидат да бидат тргнати, затоа што тоа е пасивна стимулација. Екранот е најголем блокатор на говорот и најголем причинител за нарушена саморегулација. Значи, преку екраните децата не се учат да чекаат. Значи, ја добиваат наградата сега и одма. Значи, детето од екраните еднонасочна е комуникацијата и нарушен е механизмот на награда и заради тоа често манифестираат во реалниот живот тантруми. Значи, треба да ги тргнат екраните, да станат комуникацијски партнери на децата, да играат со децата, да именуваат, да го вклучат детето во секојдневните активности. Ако детето често манифестира тантрум, значи треба да створат една дневна рутина. Значи, таа дневна рутина е предвидлива, не прави чести изненадувања на детето, за да може детето да манифестира тантрум. Потоа, за време на тантрумот да не се пазарат, да го чекаат детето да каже. Најчесто родителите, детето почнува да вришти и тие почнуваат да погодуваат. Дали сакаш вода, дали сакаш сок, дали си гладен, значи околу него сите се само за да се смири. За да се смири и бараат некоја причина дека детето е гладно, дека е жедно, дека нешто бара и погодуваат и некогаш успеваат да погодат. Значи треба да го чекаат да детето се мотивира да каже нешто. Значи тоа е една од поголемите грешки која прават денешните родители. Значи треба да чека, да не го казнува, да не се пазари со детето за време на тантрум, да не се објаснува, да не го условува, повеќе да игра, повеќе да има жива комуникација, интеракција, да се дружи повеќе со деца, да му ја структурират играта во домашни услови. Тоа се некои од техниките кои што доведуваат до правилен говорно-јазичен развој и до елиминација на тантрумите. Имаме гледач, ќе му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете. Овака сега. Прво поздрав до докторката и до водителката. Имам внукичка 2 години. Уште во раните месеци во првата година има зафат срцева мана, па има оперативен зафат. Момичката веќе и со растот и со развојот е малку поназадно, но мене поготово, како дедо и баба, ние се заангажирани за неа, ме интересира. Имаме еден голем проблем со исхраната, например. Она, додека не го одоволиш правото, односно да ја дадиш телефон, она неќе да јаде. И сега, често пати покушаваме да не ја даваме или компјутер да ја уклучиш, или телефон, само и само, и тоа направено јадењето и не почнува. Ако не го пуштиш телефонот, она не почнува. Вика мамо, тато, баба, дедо и така натаму, меѓутоа не може се уште да... Се исклучи гледачот или се уште тука? Она беше на физикална терапија носетме, затоа што имаше проблем, реков, нели, со развојот, и го завршивме тоа. Сега со ова
што правиме и што да направиме уствари една Да ни имате некои прашања? Па не би. Ви благодарам за вклучувањето во програма, повелете. Детето е 2 години, телефон, до 3 години телефон треба 0 минути, затоа што еве кажав дека е блокатор на развојот на говорот, на 2 години веќе детето треба да има минимум 50 збора, а некои деца има до 450 збора, значи за да може да комбинира реченица треба да има минимум 250 збора за да ја прави таа комбинаториката, значи веќе после втората година треба веќе да прави реченици граматички неправилни се разбира, од по 2 збора, 3 збора веќе да комбинира. Значи тука имаме малци доцње во говорот, но очекувано е заради тоа што имала ете интервенции, малце по болници е носено детето, може да е изфрустрирано и травматизирано заради здравствените проблеми, но телефонот веќе створил зависност. Значи детето ја поврзало храната со телефонот. Прво што треба да направа да го тргна телефонот и да го издржат тој период додека детето се разуслови. Значи помине таа зависноста. Ако продолжат така, проблемот ќе ескалира. Ќе се продлабочи. Не само во јадењето. Сега родителите најчесто се фиксираат за јадењето за тоа што ако не јаде детето и тука е целиот проблем. И заради јадењето го вклучуваат телефонот, но долгорочните последици кои што ќе ги донесе телефонот или екраните се многу посериозни. Јас веќе 20 години го проучувам влијанието на екраните врз говорно-јазичниот развој и можам со сигурност да кажам дека проблемите ќе бидат по-сериозни, ако не го тргне телефонот. Веднаш се тргне. Веднаш да се тргне. И родителите да не го користат при хранењето на децата. Па родителите го дале телефонот. Детето го научили на телефон. Детето не се научило само на телефон. За да изеде предвидената количина на храна. Па има други начини на кои што може детето да се анимира за да ја изеде храната. Значи детето кога јаде пред екрани, тоа не е свесно, не ужива во јадењето, не е свесно за тоа што го јади. Имаше една моја пријателка која ми каже овака: моето дете кога јади пред екран може да изеде чинија полна како возрасен. Значи тоа јади несвесно и јади многу. Не ужива во јадењето. И екраните не се начин за да го натерате детето да јади. Значи детето треба да го ставите и да огладни малку. Има и други начини, значи како се хранеле децата претходно кога не беа дигиталните уреди, и тогаш имало деца кои што не сакаа да јадат. Екранот мора да го тргнат ако сака да имат резултат. Ако не, проблемот ќе се продолбочува. И моето последно прашање во денешната емисија се однесува на тоа како да се постават граници кај дете кој што веќе има тантруми, без да се зголеми фрустрацијата кај него. Кога веќе постојат тантрумите, кога грешките се направени, како фрустрацијата се зголемува само кога границите се поместуваат. Значи, ако границата е конзистентна, значи одредена, значи детето постепено ќе се разусловува. Значи, оно е научено по механизмите на операционо условување. Значи, тоа е негативно наградување. Значи, детето го добило тантрумот, зборам сега за овој манипулативниот тантрум, едукативниот тантрум, како резултат на негативно наградување. Плачам, добивам. Сега обратно ќе го разусловиме. Ќе плачиш, ќе ти издржам, значи оно нема да го појача плачењето. Ден-два или 1-2-3 пати и детето ќе почне, ќе види дека таа техника не функционира и ќе почне да се разусловува. Ќе почне да наоѓа друг начин на барање на задоволување на желбите. Кај децата кои што има тантрум, значи родителот треба да биде смирен и да издржи. Да не дозволи да ја помести границата. Ако не ја помести границата и ако не се пазари, ако не му објаснува, че детето за време на тантрум, ако родителот почне да му објаснува дека не може да ја добие играчката, кои се причините за тоа што не може да ја добие играчката, тоа уште повеќе ќе ескалира тантрумот, уште повеќе ќе вреска. А кога вие не му обраќате внимание, односно не му